Еве го и првиот дел од репортажата посветена на концертот на хорот Света Злата Мегленска во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Од името на мојот управен одбор ве поздравуваме и да ви представиме најквалитетниот, најпризнатиот европски и светски хор од Македонија, од Скопје, Злата Мегленска. Со диригентот Летка Димовска-Поризова. Еве и јас да ве поздравам од името на хорот Света Злата Мегленска и од Македонија. Ние допатувавме тука со поддршка на Министерството за култура, затоа што Министерството за култура има слух и сака едноставно да поддржи културата и за унапредувањето на културата во диаспората. Дојдени сме по повод 8 септември, денот на независноста, бевме во Отава, бевме во Свети Илија во црквата, еве вечерва сме тука и утре завршуваме со Свети Димитри и се враќаме назад со убавите импресии што ги стекнавме тука, а мислам дека ќе завршиме и утре со уште поубави импресии. Значи, полно ни е срцето што еве за прв пат имаме таа можност, таа чест да ја представиме македонската православна пред се музика и она што значи македонскиот фолклор, меѓутоа со елементи на комитското и она старото македонско традиционално пеење. Ве поздравувам уште еднаш, ви благодарам. Програмата ќе почнеме со тропарот на Свети Климент. Тоа е посветено значи на самата црква од Стојан Стојков.
I'm Michael Trikos of the National Post. Watch the Macedonian Heritage Hour on Omni Television. Еве го и вториот дел од снимките од репортажата посветена на концертот на хорот Света Злата Мегленска од Скопје, Македонија, одржан во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Уживајте. Тука партиципираат, значи учествуваат девојки кои што музички се образовани, меѓутоа имам и од различни структури други. Имам и медицинари, имам и економисти, имам правници. Значи, овој хор не е создаден од само професионалци и не работиме ние на професионална основа. Ние сме волонтери со професионален квалитет. Тоа да кажуваме со безбројните награди меѓународни светски. Од вкупно 27 фестивали од самото постоење, значи 2016 ни е јубилејна, ја правиме точно 20 години, а ние сме настапиле на 28 фестивали. Од кои што меѓународни зборувам, од кои што имаме освоено 3 Гран При, 11 злата, 9 сребра, само 3 бронза. Имаме 8 оние кои што не се на преварувачки карактер, значи сепак сме прогласени како најхор на таа манифестација или на тој фестивал. Сепак морам да сега ова другото да ви го кажам дека 2014 ни беше врв на успехот. Овие девојки или дел од овие девојки се олимписки злата. 2014 година во Рига, Латвија, хорот Света Злата Мегленска се надпреваруваше со 620 хора. Од 167 земји од целата земјина топка. Имаше 42.000 учесници. Значи, тоа е хорска олимпијада, како во спортот што е. Олимпијадата, така ја имаме и ние. Хорска олимпијада. Меѓутоа, хорот Света Злата Мегленска во таа силна конкуренција се закити со 2 злата во категорија на световна музика, што значи каде што има и црковна, и световна, и фолклор од домашни и светски автори. И второто злато беше точно фолклорот. Значи, македонскиот фолклор беше награден преку овие златни грла, награден на таа светска олимпијада. Среброто го добивме за жал во црковното пеење. Меѓутоа, и тоа е огромен успех, затоа што ако се има во предвид дека е тоа бот систем и можете едноставно 17 жири комисии светски познати музичари, диригенти, музиколози, композитори, така натаму од различни земји, кои што некои и дури не слушнале за дека постои Македонија, камоли дека имаме ваков квалитет од хорско пеење, едноставно го прамија во 1000 познати светски хорови, топ листа, направена топ листа од 1000 светски хорови. Знаете на кое место се наоѓа Македонија? 248. Тоа е огромниот успех што ние волонтерски, без некој да не плати, ова го правиме од љубов кон музиката, кон нашата нација и кон она што нашите предци го оставиле како аманет, да го гаеме и да го надоградуваме.
Значи, овие девојки заедно со мене се едноставно пеат, концертираат низ светот волонтерски од љубов, а тоа знае понекогаш Министерството за култура да партиципира со известна сума на пари, тоа е за еден дел од патните трошкови. Значи, ние сме дојдени тука да го чествуваме празникот 8 септември во Отава, меѓутоа и да концертираме пред вас, затоа што знаеме колку си ја сакате земјата и колку едноставно мислам ви исполнува кога некој ви дојде од стариот крај и ви нешто испее или ви се представи со нешто кое што го имате се уште во вашата меморија како нешто кое што имате понесено и ван границите на Македонија. Значи, девојките вечерва пеат за вас и нашата диаспора воопшто од љубов кон музиката и да ја пласираат, да едноставно македонската култура да ја извадат што поуспешно ван границите на Македонија. Сакам ви благодарам што ни удостоивте и ни дадовте термин едноставно да бидеме тука вечерва со вас, да се едноставно дружиме, може би малку повеќе запознаеме и си ја запознаеме нашата традиционална хорска музика. Може би за некој прв пат е ова прво искуство, нели прв пат слушате дека хор може да пее и црковно, и народно, и фолклор, и секаква музика, и дека можеме да видиме, да пееме без придружба на некој инструмент. Меѓутоа, инструментите се самите гласови на овие прекрасни девојки. Ви благодарам уште еднаш, господја председател на Црковниот одбор, што ме удостоивте, господја Вера. Да. Ценети, почитувани гости, хористи на Света Злата Мегленска и нашиот диригент. Ние ве чекавме тука како едно великденско црвено јајце и коначно стигнавте тука. Не само што сме почестени, него сега, слушајќи ја и се запознавме со вашата историја, со вашите успеси, знаевме дека сте светски признати, меѓутоа, подетално не запознавте. Ние се гордееме со вас и сите ви се поклонуваме. За вашето присуство тука не можам да ви објаснам колку сме почестени. Бидете здрави и живи и секој пат да не представувате низ целиот свет. На овој начин, овие млади девојки, како самовили прекрасни, убави девојчина, заедно со нивната прекрасна диригент. Аплауз. Stara
no sitničanke nalevo, oro vodi nalevo, oro.
да останат и стварно ќе си замините и ќе ни останете во нашите срца затоа што сите имавме солзи на очите кога пеевте и там во црковната сала и тука. И многу сме почестени уште еднаш и горди со вас. Ајде сега садно да запееме.